Историското Штипско Новосело ќе го враќа својот автентичен изглед. Преку меѓуграничен проект финансиран од фондовите на Европската Унија, ќе се реконструира едно од куќите, кои градот пред деценија ги доби како подарок од кардиохирургот со штипско потекло Жан Митрев. Куќата во целост ќе го задржи својот архитектонски стил и ќе служи како сместувачки капацитет. Првично една куќа за сместувачки капацитет во Новосело, тоа е куќата која што ја добивме како донација од страна на докторот Жан Митрев. Дополнително ќе бидат реставрирани и неколку други останати куќи за да визуелно се подобри амбиентот во Новосело и да се врати тој автентичен изглед. А сместувачкиот капацитет во бањата Кежовица исто така како што напоменав ќе биде реконструиран целосно и уредување на изворот Лъчи. Штипско Новосело располага со потенцијал со кој може да се привлечат домашните, но и странски туристи. Освен старите куќи заштитени со закон, црквата Успение на Пресвета Богородица поставката на ретки икони. Ова мало кое во предилинденскиот период важел за револуционерен центар, со своите споменици и објекти може да раскаже историски приказни, но и да биде вистински музеј под отворено небо. Овде престојувале Дамјан Груев, Ѓорче Петров, учителствувал и Гоце Делчев, кој токму во Новосело ја положил и револуционерната заклетва пред камата и револверот. Како вистински раскажувач за се она што се случувало е музејот на ВМРО. Овде се сместени 11 восочни фигури и историски експонати. Во последните неколку години се направени напори од страна и на локалната самоуправа и на државата да се опременат тој простор преку поплачување на улиците, изградба на некои објекти, а пред се со отворањето на музејот на ВМРО во близина на реката Брегалница, кој што е објект кој што представува од исклучително значење, карактеристичен објект за македонската архитектура. Меѓу восочните фигури на Мише Развигоров, Тодор Александров, Манчо Михајлов се наоѓа и восочната фигура на Баба Вања. Таа представува вистински куриозитет за посетителите, а во восочната поставка се нашла случајно, откако при планирањето биле помешани Штипско со Струмичко Новосело.